Да, продолжуваме со Студио 10, како што најавивме со нашиот следен гостин, Методија Трајановски, експерт за јавно здравје. Господине Трајановски, добро утро. Гледаме дека кога зборуваме за корона пандемијата кај нас веќе се зборува за тој фамозен четврти бран која зафати и земјава, но кај нас бројките се, ајде да кажам, релативно стабилни. Имаме некој благ пораст, така рече и министрот Филипче, но не е таква ситуацијата каква што е во околните земји. Гледаме дека во регионот се уриваат црни рекорди. Тамо значи се добиваат бројки кои досега не биле во ниеден стадиум на пандемијата, но во земјава, повторно ќе кажам, релативно мирно. Кажете ми што вие мислите, што може да очекуваме во наредниот период? Дали може да очекуваме влошување на состојбата? Па, влошување на состојбата секако треба да очекуваме и треба да сме спремни за тоа, затоа што, како што и вие напоменавте, сите околни земји наши соседи, без исклучок, се во еден нагорен тренд на овој веќе надоаѓашки четврти бран од корона пандемијава, COVID-19, така да треба малку да ги подстегнеме меркиве, кои што во овој момент се многу олабавени. Ние више дојдовме на едно 50% од исполнетост од ресторани, кафичи, дискотеки и сите други објекти кај што се собираат луѓе, молови, продавници и така натаму, и така натаму. Така да јас мислам дека сега е моментот во најбрз можен рок да се постави една нова стратегија во врска со пандемијава, за да не се доведеме во ситуација да трпиме толку заболени, толку не дај Боже починати, како во моментов што се случува во нашиве околни земји, тоест во соседството. Имаме ли ние анализи зошто кај нас е таква состојбата? Како може во соседството и во цела Европа да дивее буквално пандемијата, да имаме такви бројки кои, значи, како што кажав, се рекордни бројки невидени до сега во текот на пандемијата, а кај нас е релативно безбедно. Една од анализите за која зборуваат дел од експертите велат дека ние можеби сме го достигнале пикот летово со свадбите, со веселбите, кога имавме ние релативно голем број на зарази и на смртни случаи и дека можеби таму сме го заситиле тој некој кворум на заболени, но дали е навистина така? Дали можеме да се опуштиме, да спиеме условно кажано на тоа уво, еве ние летоска сме имале многу, сега сме релативно мирни? Не. Менталитетот наш е сличен, скоро ист со нашиве соседи, така да мене ми се чини и прашање колку се реални овие бројки кои што се објавуваат кај нас. Кои што се објавуваат кај нас, да. Представени од Министерството за здравство врз основа на податоци од Институтот за јавно здравје. И ние веќе сме во 9-тиот месец од почетокот на вакцинацијата. Значи, првиот ден на вакцинација во Република Македонија е на 17 февруари 2021 година. Сега сме ноември. Во принцип,
кога започнува една вакцинација против X епидемија или пандемија, таа треба да се заврши најкасно во рок од 6 месеци. Значи, тоа е медицина базирана на докази од научната област, од медицинските науки, која што се вика епидемиологија. Секое вакцинирање после 6 месеци го намалува самиот ефект од вакцината, затоа што вирусот и овај моментално што е, SARS-CoV-2, како и другите вируси, почнуваат да мутираат. Еве, ние гледаме колку пати вирусот до сега мутираше. И гледаме дека оваа делта варијанта е многу позаразна од претходната. Така да, значи, вакцината што е измислена на почетокот е и сега истата, а вирусот е сосема друг. Мислам, модифициран од првичниот, врз која што се вршени испитувања и врз која што е направена, врз која што се направени вакцините од Pfizer, од Moderna, од Sinopharm, од Sinovac. Да, но за ова што го зборувате дека според медицина базирана на докази вакцинацијата треба да се заврши во рок од 6 месеци за да се постигне имунизација на населението, веројатно дека треба и силна една кампања. Ние во текот на целиот овој период не видовме силна унифицирана кампања за вакцинација на население. Видовме спорадични кампањи кои се водеа од моменти на моменти, некојаш беа посилни, некојаш послаби, но немавме една унифицирана кампања која цело време би се водела и би се убедувало населението да се вакцинира. Па видете, тука е најголемиот проблем и бројките кои што за жал не се во наша полза. Значи, ние сме по болнички починати пациенти први во светот. По општо починати втори позади Перу. Ова кампања која што вие споменувате, значи превентивната медицина, профилаксата, тотално затаи во нашето општество. Без превентива и без профилакса ние не можеме да очекуваме дека граѓаните сами ќе одат да се вакцинираат и ќе го разберат проблемот од самата болест и од самиот вирус и од самите реперкусии кои што они понатака ќе ги имаат со ова пандемија. Така да тоа е најголемиот проблем кој што е дел од сите проблеми со кои што се соочуваме со пандемијава на COVID-19, прв меѓу другите. Да, ние гледаме дека последните податоци покажуваат дека се вакцинирани 38% од вкупната популација, дека се вакцинирани 47% точно од вкупната популација на граѓани. Значи, тоа е толку далеку од тие бројки за кои зборуваат експертите за можен колективен имунитет, тоа е речиси половина. Добро, сега ова се смета според бројките, според последниот важечки попис во државата од 2002 година. Ние имаме нов попис кој покажува дека имаме доста помало резидентно население, но сепак
тие бројки би се качеле можеби за некои 10%, тоа е сепак далеко од некаков колективен имунитет за кој за делта варијантата се смета дека се потребни 85% од населението, а дополнително ова што вие го зборувате дека има многу голем временски распон во самата вакцинација, значи ние таа заштита од вакцините во земјава е многу мала, ми се чини, за да може да спречи некаков посериозен тек на пандемијата. Не да е мала, него е премала. 40 и нешто проценти 47. и 7, 57 нека се. Да, реално нека се 57. За 9 месеци, значи ние сме требале да постигнеме 85% за 6 месеци, а не за 9 месеци. Во почетокот знаете дека се каснеше со вакцинацијата поради една така речена несмасна проба на надлежните да земат провизија преку одредени фирми блиски до нив во врска со тогаш кинеската вакцина, па потоа тоа се одложи, па Србија ни даде као насираче едно пакетче вакцини. Меѓутоа, со тек на време, ние обезбедивме вакцини, меѓутоа, самата вакцинација не се одвиваше така како што требаше да се одвива. Значи јас ви спомнав дека ние сме веќе во 9-тиот месец од почетокот на вакцинацијата од 17.2 оваа година и сме достигнале 47%. Некои се вакцинирани и со бустер доза, по трет пат. Да, околу Но многу не се 50.000 граѓани. не се воопшто вакцинирани. Така да ризикот од понатамошни реперкусии во здравствениот систем тек доправа ќе го видиме. Господин Трановски, дали здравствениот систем нешто научи, нашиот здравствен систем, од оваа пандемија, бидејќи пандемијата му ги покажа речиси сите слабости во функционирањето? Дали мислите дека еве надлежните, експертите и во Министерството за здравство, еве не мора секогаш да ги врзуваме со актуелната власт, таму ќе биде нов министер, утре и трет, таму има постојани структури кои работат. Дали нешто научил системот од оваа пандемија? Не. Значи, структурите од, еве да кажам, тие се оддамна, меѓутоа, еве да кажеме, од доаѓањето на Тодоров како министер, истите структури се и денес. Ангел Митевски, историчарот, е се уште државен советник за здравствена политика и здравствен менеджмент. И он ги води вакцините. Што очекувате вие од таков човек дека може да направи во врска со една волку страшна пандемија, светска? Потоа, сиот друг тим и другиот негов шеф на кабинет и другите структури кои што се вработени, некои и унапредени, пошто сега припаѓаат на актуелна владеачка структура, не покажа никаков обид за да се направи некоја реформа во здравствениот систем. Значи, не од доаѓањето на министерот Венко Филипче. Од претходно, кажете ми вие, која реформа е спроведена во нашава држава
за здравствениот систем да функционира подобро. Нема таква реформа. Нема, едноставно нема. Не затоа што некој може би не сака. Не знаат луѓето. Не знаат. Значи, не знаат, не ги интересира. А не знаат затоа што не се школувани за тоа што треба да бидат школувани. Не може еден земјоделец да биде кардиохирург, пример. Са карикирам. Видете, ние имаме здравствена стратегија 2020, значи до 2020 година. Сега сме 2021. Значи, новата стратегија, што требало да биде изготвена уште пред 2-3 години и изгласана во Собранието на Република Македонија и да биде важечка. Што е многу битно. Значи, таа е стратегија не само медицината. Исклучително здравствената политика е базирана на докази. Значи, докази на статистички, на емпирички, на секакви други, во кои што се вклучени Институтот за јавно здравје, Министерството, професионалните друштва, како што се Лекарската комара на Македонија, Македонското лекарско друштво и другите професионални организации кои што на некој начин ги засега здравството во нивното портфолио. Да, значи немаме стратегија, не е ни донесена, моментално сме без таа здравствена стратегија. Мислам дека тоа е сосема јасно да се каже како функционира здравствениот систем. Господине Трајановски, ви благодарам за гостување. Благодарам на вас. Студиото 10 го завршуваме со Методија Трајановски, експерт за јавно здравје. Почитувани, ви благодариме на вниманието и довербата. Останете во добро здравје и следете ја телевизија 24.